Министре, дали вие лично сте отворени за идејата за декриминализација на канабисот за лична употреба? Јас лично да, апсолутно поддржувам. Мислам дека треба да се дискутира, мислам дека треба строго да се регулира, меѓутоа лично го поддржувам тој процес. Кривичниот законник моментално не предвидува казна за некој кој што поседува за лична употреба. Но е воспоставена една силна пракса низ годините од полиција, обвинителство и судови и најголем дел од луѓето кои одговараат за тој член за дрога 215 всушност одговараат заради поседување за лична употреба. Практично ние во моментот ако има консензус во институциите може да се почне да се имплементира декриминализација. Талат Џафери кој што рече дека нашето општество во овој момент не е подготвено тутунот да го замени со канабис. Мислам дека коректно. Прво тоа никој не го бара, второ знаете што е васко парадоксална ситуација, да се цигарите, односно тутунот, докажано штетни, докажано предизвикуваат канцер и сега тоа му е прифатливо на претседателот на собрание секој да може да конзумира цигари, ама канабис кој што е докажано нештетен и има одредени сайд ефекти кои што може да се јават, кои што се привремени и кои што се смешни во споредба со тутунот, сега тоа ние не сме биле подготвени да го прифатиме.